да се обидам да му реплицирам на експертот по економија, за кој што не важат ни едни други економисти, ниту економски струки, кои што сите знаат да ги омаловажи и понижи, а потоа да изигрува дека е голема жртва. Вашата експертиза, господине Битичи, имавте можност да ја видиме, да ја види сиот македонски народ во периодот кога бевте вице-премиер за економски прашања. Заради вашата експертиза, Министерката за финансии, која што вие, мислам тоа видео снимката ќе го каже како подценувачки ја ословивте како сметководителка, и заменикот министер исто така со подценување како професор, бидејќи вие сте биле експерт, кој што тука моли да држи некому часови, веројатно нема студенти таму каде што треба да ги држи. Токму заради вашата експертиза, изминативе 2 години, овие луѓе тука што доаѓаат за буџетов, минимум во денот работното време им изнесува 10, 12, 14 часа. Заради вашата експертиза, и зошто се најдовте вие за толку повреден? Па вие самиот во вашиот говор велевте овде сите сме еднакви. Сите сме биле исти. Исти сме во поглед на можност овде да излеземе на говорница и да кажеме нешто што имаме. А што имаме да кажеме? Да зборуваме за оно што го наследивме или да зборуваме зошто овие 2 години овие луѓе тука работат по 14 часа во ден, за да се извлечеме од бездната во која што не оставивте. Ако за вас не е успех тоа што просечната плата е покачена за овие 2 години за 8.000 денари, тогаш можеби сте некој вид на експерт. Ако за вас не е успех што пензиите за овие 2 години се покачени за 7.000 денари, излезете овде како експерт, објаснете ми дали е тоа успех или не е успех. Објаснете ми како инфлацијата овде во регионот Македонија ја спушти инфлацијата на 3,4%. Пред 4 години беше двоцифрена, 3 пати и повеќе поголема од 3,4. И сега овде ќе се расправате за нешто што цела јавност го гледа и го знае. Година и пол после подпишувањето на договорот Бехтел-Јенка не камче, зрно песок немаше, освен таблата со која што величествениот тогаш го најави тој проект. Национален координатор се самопрогласи и мајчи тука експерт кој што беше министер за транспорт. И сега вие ќе кажувате дека ние не работиме, вие сте работеле. Што сработивте? За година и пол не беше отпочнато ништо, барем на делницата Тетово-Гостивар, кој што секој ден ја поминувам. И сега овде ќе не понижувате, ќе ни кажувате од една страна сме исти, од друга страна вие сте експертот. И со понижување сметководителката и професорот, па вие самиот се понижувате. Да бевте вие експерт, во оние 2 години кога бевте вице-премиер за економски прашања, ќе го видевме бенефитот сите тука, ќе ви кажевме едно аферим. Немојте сега овде да глумите жртва, спремен да напаѓате, а не спремен да сослушате. Немојте, резултатите говорат. 2 години овие луѓе се утепаа да сработат нешто за да тргне работава. И се уште не велиме дека е супер. Има уште многу за работа. Но треба да признаете овде пред јавноста. Треба да признаете дека имавте можност 7 и повеќе години. Ништо не сработивте. Потрошивте близу 30 милиарди евра со буџетите и ребалансите. Ништо не видовме. Како сега можело да се работи? И навечер да се работи. Можело, ама некој знаел и сакал. А тоа што вие знаете, не го видовме на дело, за жал.